Ако продолжат да се служат со трикови и да водат инает, народот ќе се самоорганизира и ќе им се случи народ. Ова е предупредувањето на премиерот Христијан Мицкоски до членовите на Судскиот совет, кои покрај изгласаната недоверба од пратениците немаат доблест да си поднесат оставка. Мицкоски вели дека народот е жилен за правда, но неколкумина од судскиот систем се уште стојат на браникот на партиите од претходната власт, СДСМ и ДУИ, и немаат намера да си одат. Јас не мислам дека ова е преседан. Не мислам дека вршам упад. Јас само како председател на владата предупредувам на последиците од однесувањето на членовите на Судскиот совет, дека може да се случи народ. Тоа е моја должност. Да не биде после не сум предупредил, не биде после не сум кажал. Затоа што ако не фатат во спиење и не се случи народ, тогаш се плашам дека може да има поголеми последици. Мицкоски вели дека сосема јасно тоа што го прават дел од членовите на Судскиот совет, бидејќи се исплашени за да не ги изгубат своите големи плати. Тој потсети дека граѓаните во наредните месеци ќе ги плаќаат членовите и покрај тоа што тие треба да покажат доблест и да си заминат. Граѓаните се додека не заминат тоа место каде што се, уште некое време ќе треба да ги плаќаат преку буџетот нивните високи плати. И затоа тие се вознемирени. И затоа јас го чувствувам таа негативна вибрација кај граѓаните, гледам дека работата зоврива и дека можно да се самоорганизираат. Иако меѓународната заедница и во сите извештаи на Европската комисија, Македонија е критикувана за корупција и нефункционалност на судскиот систем, сепак членовите на Судскиот совет немаат намера да се поднесат оставка. Тврдокорни се и остануваат на ставот дека интерпелацијата против нив е незаконска и неуставна. Тие не чувствуваат морална одговорност. Напротив, во телефонски разговор за Алфа, дел од нив рекоа дека интерпелацијата е надвор од паметот и спротивна на законите и уставот. Инаку, сите 5 имиња се поврзуваат со СДСМ и ДУИ. Дури и последниот избор за председател на Врховниот суд е име кое се поврзува со мала речица. Имено Весна Дамева од стручна во Кривичниот суд влезе во советот по предлог на поранешниот шеф на државата Стево Пендаровски, а претходно била дел и од правната комисија на СДСМ. Селим Адеми, пред да влезе во Судскиот совет, бил партиски функционер во ДУИ. Адвокатката Тања Чачаровска-Илиевска, сегашна членка на Судскиот совет, се споменува како поранешен донатор на СДСМ. Милјази Мустафа бил советник во Министерството за правда во владата на СДСМ и ДУИ, а во советот е по предлог на Стево Пендаровски. Павлина Црвенковска, поранешна стручна соработничка од Скопска апелација, во советот е по предлог и избор на пратениците на СДСМ.